Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Денес епизодата на Гласни идеи ја посветивме на веста што ја разбранува цела јавност, поточно веста за поскапувањето на електричната енергија. Додека ние баравме укинување на скапата тарифа на електричната енергија за време на кризната состојба која настана поради пандемијата на COVID-19, која што пандемија најмногу се рефлектираше во економскиот систем, а од неа најпоголени беа работниците и малите предпријатија, тие, односно капиталистите, без трошка страм, одлучија да ја покачат цената на електричната енергија за цели 7,4%. Понатаму, на почетокот на пандемијата, кога беше воведен полицискиот час, јасно беше дека граѓаните ќе трошат повеќе струја, имајќи го предвид времето поминато дома. Тогаш речиси 40.000 граѓани се потпишаа на петицијата за воведување на ефтина тарифа во трајање на целото деноноќие. Но власта тогаш не ги прифати барањата кои што произлегуваја од петицијата и дополнително на тоа дозволија електричната енергија се поскапи за 7,4%. Денес мој соговорник на оваа тема ќе биде Никола Шиндре. Здраво, Шиндре. Здраво, Джејан. Фала на поканата да бидам гостин во емисијата на Гласни идеи. Јас тебе ти благодарам што повторно си дел. Па ме интересира како ти го толкува сето ова покачувањето на електричната енергија во овие кризни услови. Воопшто покачувањето и особено во ова ситуација. Одговорно сметам дека во капиталистички општествен систем, воден исклучиво според профитот, невозможно е бирократските решенија да донесат нешто добро за работниците или граѓаните. Бирократските процедури се тука за да го заштитат капиталот, односно капиталистите, не работниците или граѓаните. Петициите се фин начин на искажување на јавното мислење, револт или интересот на дел од граѓаните, меѓутоа тие се неостварливи и секој оној кој спроведува една петиција треба да знае дека шансите истата да биде прифатена, односно важена од властите, се скоро еднакви на нула. Владеачката капиталистичка класа не се води од потребите на работниците или на граѓаните, таа се води исклучиво според профитот и нивниот интерес. Се разбира дека во услови на давање на заеми, кредити и помош од страна на државата спрема малите и средни бизниси и граѓаните, пензионерите, студентите, невработените, еднородителските семејства и така натака, тие финансиски издатоци ќе треба некако да се пополнат. Ова е еден од начините како истите се пополнуваат во капитализам. Ништо ново ние сиромасите да плаќаме повисоки цени на електричната енергија, водата, нафтените деривати, лековите и се друго за неколкумина олигарси да можат полесно и поглатко да се збогатат. Денес повторно видов петиција за стопирање на покачувањето на цената на електричната енергија. И повторно апелирав дека со петицијата нема апсолутно ништо да се промени и дека неминовно, ако нема суштински организирани протести, штрајкови работнички, социјални бунтови и буни, цената на електричната енергија не само што нема да остане иста, туку и ќе продолжи да се покачува согласно хирот на капиталистите и на оние кои што имаат големи интереси во однос на регулирање на цената на електричната енергија и другите енергенци. Но петицијата е најнизок облик уствари на искажување на револт и луѓето кај нас тоа го прават или револтот го искажуваат на социјалните мрежи, па или вака ќе направат петиција, ќе се потпишуваат и така натаму. Сам во случајот се работи за предлог на регулаторна комисија, што мислиш ти, чии интереси се штитат преку оваа комисија, бидејќи јасно се гледа дека не се штитат интересите на народот. Така што чии интереси штити оваа регулаторна комисија? Значи, како што напоменав и претходно, институциите во капиталистичка држава работат во интерес на капиталот. Односно, ако сакате да кажеме профитот кој генерира капитал. Следствено, институциите ги штитат интересите на капиталистите, а не на граѓаните и на работниците. Регулаторната комисија за енергетика, или како и да е точниот назив на таа институција, не работи во интерес на крајните потрошувачи и плаќачи на електричната енергија и на нафтените деривати, бензините и така натака, туку на оние што ги произведуваат, дистрибуираат и преносуваат тие услуги. Веројатно, комисијата во рамки на ова општествено уредување може да одлучува помеѓу спрегите на владеачката класа, односно кој колкав дел од колашот ќе земе, а тоа не се однесува на нас, туку евентуално на Евана, Мепсо, Елем и другите крупни играчи кои се вклучени во оваа трка. Тие така ја регулираат цената на струјата. Не ја регулираат за ние да плаќаме поевтина тарифа на електричната енергија.
Апсолутно, да. Значи ти имаше некои викаја дека треба да се укине регулаторната комисија за да се престане нели со вакви антинародни мерки и антинародна политика. Значи ти сметаш дека без разлика на тоа дали постои или не постои оваа комисија, сепак ќе се продолжи со антинародните мерки. Може би некој ќе тврди дека проблемот е во комисијата, но ние знаеме дека рибата смрди од главата, а не од опашката. Комисијата, како што кажав, е олицетворение и алатка на владеачката класа, а не автономно тело кое што одлучува по сопствено уверување или пак според сопствени методологии или постулати. Комисијата може да се нарекува и различно, може да се смисли и различно тело за спроведување на овие регулативи и одлуки, може да има различен состав, може да не постои, може да граѓаните да ја избираат, меѓутоа може да има и проширен мандат. Меѓутоа, клучното прашање е тој што поседува, тој контролира. Ова одлука за поскапување на цената на струјата доаѓа од страна на капиталистите и секоја друга дискусија за некакви си комисии нивната одговорност е ирелевантна. Не е важна комисијата и нејзиниот состав, важна е собственоста на фирмите за производство, пренос и дистрибуција на електричната енергија. А со тоа е важно прашањето за општествениот систем во кој што живееме. Не може да се задржи цената на електричната енергија во ваков систем, односно во капитализам. Ние нужно мора да ги отвораме овие прашања за да можеме да издействуваме подобар живот во иднина за секој еден. Апсолутно да. Како што гледаме, политичките партии, синдикатите упатија некои повици за нели не поскапување на цената на електричната енергија, но генерално не превземат ништо и нема ниту да превземат, бидејќи нели имаме искуство од претходните години. Еве има најавени протести кои што денес ќе се одржат. Што ти очекуваш од тие протести? Нели најавени се во Чаир, Куманово, Гостивар, Тетово за сега. Дали очекуваш да прерасне тоа во протестно движење, како што беше случај со Аман, или мислиш дека ќе се задуши веднаш денес? Очекувам дека ќе има протести, буни, бунтови и социјални немири. Ние сме единствената југословенска држава што го воспостави капитализмот на најбрутален и најбрз начин со законите за приватизација и денационализација, кои повеќето од нас не оставија без леп или на улица. Сигурен сум дека ќе има незадоволни работници и граѓани кои ќе сакаат да го искажат својот револт на улиците. Во овој момент не можам да тврдам дека протестите, немирите и бунтовите би прераснале во движење. Сепак за тие буни и побуни на населението да прераснат во движење, треба населението да има генерално некоја свест за собствената позиција во општеството, меѓутоа и за историскиот контекст во кој што живее. Нужно ќе мора интелектуалците да наметнат некој дискурс за отварање на некои прашања кои што се навистина важни за целокупната добробит на населението. Не може ние да се ставаме сите во позиција на служење на капиталот и на профитот за да можат малкумина олигарси да се збогат. Политичките партии не може веќе ни да поентираат на некој ефтин лев популизам, затоа што изборниот циклус што туку заврши. Во нивните програми, во ниту една политичка партија не се најде никако збор два за даночните стапки, за финансискиот систем или пак некој начин за поправедно и подемократско распределување на профитот, на добрата, на богатствата, на јавните услуги. Во однос на синдикатите пак, тоа се доста слаби организации кои немаат свесно членство за потребите, меѓутоа за правата и за можностите кои што синдикатите можат да ги произведат. Членството не е свесно за проблемите со кои што се соочуваат работниците вон синдикатите, значи за прекарните работници, за лумпен пролетаријатот. Моментално нема таква свест синдикатите од јавниот сектор да повикаат, например, на генерален штрајк во иднина. Веројатно, за да има сериозни реакции, ќе треба да има притисок оддолу нагоре во случај кога нема одгоре надолу. Преку сите алатки што работниците и граѓаните ги имаат на располагање. А тука морам да сум јасен, мислам на алатките кои што не се во рацете на капиталот и на бирократскиот апарат. Штрајковите на работниците од јавниот сектор, но и тие од приватниот сектор. Протести на граѓаните кои не сакаат да плаќаат се повисоки и повисоки цени за услугите кои што не се подобрени или пак реално нема поголем трошок за производство на електрична енергија. Па добро, тврдат дека тврдат дека имале помал профит, затоа ја покачуваат електричната енергија, цената. Па не е важно дали имаат помал профит. Тоа кажувам дека треба да се створи јавен дискурс каде што нема да се дискутира дали профитот е низок, висок, мал или среден или каков и да е.
Штом предпријатието може да работи, можеби нема потреба да има профит. Електричната енергија се однесува на секој еден граѓанин, тоа треба да стане човеково право, а не профит. Мене навистина е ми јасно тоа како може да биде оправдување дека профитот е понизок. Нам не треба да ни интересира дали е профитот понизок. Не е оправдување, туку го користат како оправдување. Па сега може секој да користи како сака оправдување, дали ќе најде на одобрување на тоа оправдување. Јас не го оправдувам тоа оправдување. Да, еве, очигледно властите го оправдуваат и затоа го дозволуваат. Па добро, меѓутоа ете да видиме дали населението денеска ќе срочи убав протестен збор против власта и капиталистите. Не знам, навистина мислам дека за да прераснат овие протести во движење треба да се артикулираат многу подобро барањата кои што населението ги има, значи различните социјални барања кои што власта не може на ниту еден начин да ги задоволи и за кои што се протестира на секаде на страна. Односно има еден протест за електричната енергија, друг за вода, трет за животна средина. Тие протести треба да им се даде една универзална мисла и идеја за да се настапи заеднички да не се отстапува барем по поголем дел од барањата. А колкава бројност ти очекуваш денес да има на протестите, земајќи предвид ситуацијата со пандемијата? Без разлика не можам да тврдам колку луѓе и искрено не сакам да шпекулирам колку граѓани ќе излезат. Се надевам дека тие што ќе излезат ќе им биде јасно и јасно ќе кажат зашто излегуваат. Ако излезат граѓаните на протест само за да се задржи цената на електричната енергија, тогаш тој протест од сам старт мислам дека нема да биде успешен. Ако излезат за да кажат дека бараат подобро општество и низа на социјални реформи, финансиски политики и прогресивни даночни стапки, што би им препорачал на луѓето што утре ќе излезат на протест? Искрено не знам дали би можел јас нешто лично да им препорачам. Да ги запазат сите препораки и мерки за заштита од коронавирусот, од COVID-19, за да не се пренеси понатак овој вирус, да се протестира внимателно и пазливо, да се внимава на туѓото здравје, за да може да се заштити и сопственото здравје, и да почнат луѓето да се договараат како ќе се пристапи кон овие протести, зашто ќе се протестира, а не против што. Значи, ние да размислиме што сакаме во иднина, а не што не сакаме сега. Да видиме зашто можеме да протестираме. Јас би протестирал за социјални реформи, за прогресивен данок, за зачувување на јавните добра, а не исклучиво само против покачувањето на цената на електричната енергија. Добро, Шиндра, ти благодарам. Ви благодарам и вас што ме поканивте да бидам дел од подкастот Гласни идеи. Почитувани гледачи, не заборавајте дека цената на електричната енергија се покачува поради тоа што се намалил колачот на капиталистите, колачот што ние им го создаваме. Па сега најверојатно и дојде време за ние да се го повратиме назад нашиот колач. Ти благодарам.